Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Повеќе од јасно е дека неминовно е се македонско обединување на сите македонци во целиот свет. Не само што не треба да го менуваме Уставот на Република Македонија, туку треба да направиме рестарт и да го вратиме член 49 од Уставот на Република Македонија, кој е поништен на 2 дена после атентатот на Киро Глигоров. За сите вас молчеливи македонци, но за Владо Павлов тој атентат врз се македонското обединување, тој атентат врз македонците од денешна Македонија и оние кои што се бореа за самосталност на Македонија, изневерени преку политичката партија тогаш од ВМРО ДПМНЕ, од Љупчо Георгиевски, атентат врз македонците од Бугарија и атентат врз македонците од Грција. Наше е правото и право дали ќе преземеме иницијативата заедно со помош на Бог и ќе започнеме еден силен процес на се македонско обединување, најпрво преку електронскиот попис на сите македонци во целиот свет. Но тоа мора да го спроведеме против непријателите кои што се во Македонија. Јас би ве потсетил на уништувањето на Југославија, а преку нејзе сватете ја моменталната состојба со Македонија. И вели, на светско ниво комунизмот се преправаше дека е непријател на богатите капиталисти. Но и двете групи, и богатата светска елита, и комунистичките лидери беа посветени да го откорнат христијанството, да ја заменат слободната трговија со монополи и да постават една светска влада. Значи, ова важи и за Советскиот сојуз некогашен, а денешна Русија. Важи за сите нас македонци. Бидејќи христијанството започнало со символот на риба, а Владо Павлов и тимот ги имаат најстарите докази пронајдени на светско ниво со символот на риба и тоа на златен прстен. Тоа е доказ дека почетоците на христијанството се во денешна Македонија. И да ве потсетам пред малку што кажав. И на двете групи, и на богатата светска елита, и комунистичките лидери се поставени да го откорнат христијанството. Ако почетоците на христијанството се во денешна Македонија, а и се, тогаш повеќе од јасно кој има за цел да ја откорни Македонија. И затоа овој пат не треба да дозволиме
менување на устав и вметнување на татаро-монголите, туку треба да се бориме за нашите македонци во Северна Македонија, тогаш или денес Пиринска Македонија. Сега како би го поистоветил сето ова за денес? И онда што се случуваше од самонарашаниот атентат. Кај нас, во тој временски период, пред влашката приватизација, директорот е социјалистички лидер. Секогаш одржуваше говор за слобода, еднаквост, братство пред работничкиот совет. А потоа тој со Мерцедес, а работниците со велосипеди се враќаат дома. Но, само управувањето, како оригинален светски експеримент, беше многу по-хуман систем. Меѓутоа не се обезбеди доволна заштита од светската и од домашната елита. Значи, директорот ќе одржуваше говор за слобода, еднаквост, братство пред работничкиот совет, а потоа тој со Мерцедес ќе си иде дома, а додека работниците со велосипеди. Денес на тие директори, главни олигарси и главни политички опоненти се нивните синови и внуци. Не знам дали се согласувате, ама со деца од овие директори, тоест во прашалници социјалистички лидери, кои не лажеа и одржуваа говори за слобода, еднаквост, братство пред работничкиот свет, со Мерцедес и одеа дома. А додека онија, на кого Бранко Црвенковски им направи биолошки атентат, преку стечајните постапки, си одеа со велосипеди дома. Затоа нашиот распад во Македонија е идентичен на СФРЈ. Ако не се македонски обединиме, тој распад веќе е започнат однатре во Македонија и е потикнат од луѓе заведени за наводна демократија, поради славолюбие и мок, и луѓе што желба за освета, за неправди, под контрола на масонеријата, тоест на илуминатите, а со цел да се воспостави нов светски поредок и контрола врз секој дел од Европа, а потоа и на целата планета. Замислете, во која логика денеска се оди во Македонија? За да се потикне славолюбието, во смисла на злоупотреба на власта, оние кои што работат на распадот на Македонија однатре, ги спротивуваат едни на други, а по пат развивајќи либерални тенденции за независност. Во тој поглед, непријателите на Македонија предизвикуваат секаква предузимамливост, ги поддржуваат сите амбиции, истакнувајќи ја власта како врховна цел на сите овие амбиции. Од нашата држава направија борилиште, во кои се одигруваат сплетки и раздори. Уште малку, па од тоа ќе произлезат нереди и стопански распади, што е целта нивна.
Затоа што ако една држава се уништува со собствени конфузии или незините внатрешни пресметки се водат под власт на надворешен непријател, таа е неповратно изгубена и доаѓа под нивна власт, масонско-ционистичка, која што има за цел воспоставување на новиот светски поредок за контрола во секој дел на Европа и на цела земја преку Македонија. Деспотизмот на капиталот, кој сосема е под нивна власт, и тоа треба сите да го разбереме. И дека секој например, ќе му дава надеж да се фати за последната сламка на спасот, за да не се струшиме во бездната. А бездната е веќе пред нас. Ако не сакаме да бидеме Советскиот сојуз и ако не сакаме да бидеме СФРЈ, и ако не сакаме да имаме немири и војни. И затоа под строго влијание во Македонија, како и секаде, истите онија направија целосен раздор меѓу партиите, каде што во двете поголеми партии доаѓа до внатрешни пресметки, за да денес Македонија биде поробена од илуминати. И за ова цел искористење внатрешниот непријател на државата, а тоа се самопрогласените масони од 2005 година, малтишките витези во стилот на владиката Петар, во стилот на Партении, во стилот на Киро Таушанов Глигоров и многу други тајни друштва, каде што имаме и нивни приврзаници, економски зависници, јас би рекол. Нивната победа е остварена благодарение на тоа што релациите со подребните луѓе ги користеа алчноста и незаситеноста на луѓето кон материјалните добра. Секоја наброена човечка слабост поединечно е способна да ја уништи слободата на поединецот, да ја убие иницијативата, доведувајќи ја човековата волја во потполна зависност. Од тука дојдете до заклучок на кого смета Владо Павлов, на кого смета Семакедонското обединување и на кого смета вистината за атентатот на Киро, каде што започнува сето ова, и на кого смета електронскиот попис на сите македонци во целиот свет. Вашиот молк, као да не слушате, као да се правите дека не сте слушнале, ќе заврши со валање на бикот во крв во Вардар. Бидејќи тие, ако успеат да немаме се македонско обединување, друго ништо повеќе не очекува освен бикот да се вала во крв во Вардар. А вие одлучите, македонци, дали ќе одеме кон се македонско обединување на сите македонци во целиот свет, без разлика на политичка определеност и религиозна, за Македонија, земјата на Бог, каде што и ова обединување посебна сила и поддршка дава самиот Бог. Овие процеси започнаа полека, но сигурно пред атентатот на нас, македонците, во тој временски период, изманипулирани од Љупчо Ѓорѓиевски и од ВМРО ДПМН. Тоест, македонците од ВМРО ДПМН во денешна Македонија го има атентатот
заедно со македонците во Бугарија, Грција и цел свет. Почетоците се во моментот кога започнува Македонија да се осамостојува. Кога на Македонија и беше најтешко, Грција воведе ембарго. За да дојдете до заклучок, за да сватите дека Киро не бил во автомобилот и да не бидете како оние што им докажуваме милион докази, а истите тие не прават луди. Му велиме, им пишуваме, погледнете го делот како е од страната каде што седел Киро Глигоров. Ако го погледнете дело каде е шоферот, со без пола череп и со пукнати бели дробови, нема никаква штета. Погледнете го и лицето кој што ви го представивме на 200 метра како завршува. И не прашуваат, кога нема друг одговор, со вреѓања, од каде му била дупката. То не е дупка. Тоа е рецка од синусот фронтален кој што правил операција во Баница. И неговата операција ја искористува за да го заврши оно што денеска ние го живееме. На кој што ниту еден премиер, ниту еден министр за внатрешни работи и ниту една политичка партија не ни дава подршка за ова вистина од каде што треба да започнеме за рестарт на Македонија. Значи, во моментот на осамостојувањето, кога на нас ни беше најтешко и на Македонија, не случајно Грција воведе ембарго. Се разбира, не случајно, туку по директива на оние кои што се борат да го уништат христијанството и почетоците кои што се во Македонија и на сметка на нив да создадат нова религија и една светска влада. Тоа е точно се под нивна директива направено, бидејќи сите стопански војни се темел на масонската еврејска превласт. Треба да напоменеме или не, дека грчкото раководство е длабоко навлезено во самиот врб на илуминати и структурата на планирање и раководење. Да не го забораваме Оназис е во самите илуминати. Името на нашата држава и имотите на раселените македонци од нашата Јужна Македонија, а вие велите од нашата Егејска Македонија, се само измислен повод за ова ембарго. Вистинската причина за тој чекор е потребата македонското тогашно раководство да се стави под целосна контрола и да се подчини на илуминатите по пат на економски притисок. Од друга страна, меѓу народот се пуштија гласови дека Грција тоа го прави во соработка со Милошевик за поделба на Македонија со цел и народот и раководството да се уплашат, па да носат сугерирани одлуки. Но народот македонски во тој временски период не се уплаши. И раководството може би се уплашила, ама народот кој беше во ВМРО ДПМН тогаш не се уплаши. И затоа следниот процес беше овој атентат. Бидејќи македонците во ВМРО ДПМН се бореа во тој временски период за самостојност на Македонија. Не ги гаја југословенските принципи како Киро Глигоров, како Бранко Црвенковски, како Владо Поповски,
како Љубомир Фрчковски, кој или не, задоени против македонизмот. А не знам дали знаете дека вакво нешто на светско ниво не може и никој нема право да направи, освен илуминати. Затоа што ни можност да се изврши убиство на председатели на држави, ни можност имаат премиерите да се убијат. Бидејќи истите тие можат фамилија која сака некое лице да биде под нивно влијание, под нивни правила, така и ќе биде. Сакам да кажам дека ако некој го сторил овој чин, тоа се илуминати. А тие не можат да сторат чин на лице кое што уште во времето на Јосип Броз Тито, како негов близок соработник, бил во илуминати. Секој кој сака да се чувствува поголем, подобар или појак, а може да излезе и живее надвор од авторитетот на нивните правила, ќе биде елиминиран. Тие може да користат било кого кој е под нивна контрола на свеста или под економска зависност, за да ја постигнат целта која ја зацртале. Тие може да дигнат во воздух мостови, згради, може да губиат било кој лидер, премиер, генерал, владика, секој кој им стои на нивниот пат, кој нема да се свитка или се спротивставува на структурата на илуминатите. Тие имат мокта и тие имат мок и со таа мок елиминираат оној кој што ќе им застане на нивниот пат. Робовите нивни се масоните или оние од пониските ешалони кои што се тука. И може со голема веројатност тие да ни кажуваат денес да се предпоставува дека на председателот Глигоров му било понудено да стане дел од масонеријата поради значеноста на неговата функција која има. Понатамошните настани ќе кажат дека покажуваат за него дека тој реално не станал член и не се вклопил во језуитско-ционистичката херархија. Една од причините за обидот за атентат е што таа функција не трпи самоволие према мерилата на језуитите или илуминатите, а втората причина е што тоа атентатот треба да им влее страв на сите што ќе се обидат да се спротивстават. Самиот акт на 3 октомври 1995 година е извршен најверојатно, а веќе знаете, под капата на језуитите, каде што учествувал и самиот Киро Глигоров, а како што гледате, сакат понатаму да биде а како што гледате истите тие понатаму самиот него го прават херој, дека наводно би се спротивствувал на илуминати и тие да го доведат до колосек, го направиле сето ова затоа што Македонија е прапочеток на христијанството и првите докази за риба се овде во Македонија пронајдени и затоа што одјасно појасно е дека целта за уништувањето на христијанството е поврзано со Македонија и од тој аспект ние имаме многу лица денес кои што се во рочтил клубовите, посебно во Ротари и Лионс. Али ова е земско. Така е. Ова е земско на кое што владее нивниот драгон. Ама има и нешто небесно кое што е поврзано со Македонија. И времето ќе покаже дали ќе успеат. Или ако треба да успеат, нема потреба да се случува Армагедон од библиските пророчанства.
И кога сме овде кај сето ова, да не забораваме дека за прикривањето на самите докази од овај атентат не требало многу да се грижат сите. Министерот за внатрешни работи со неговата лептир машна ни докажа дека бил одреден масон во негова масонска служба. А председателот на собранието во тој временски период кој требаше да превземе председателската функција, знаете дека е ротаријанец, а и веројатно и масон Стојан Андов. Значи, темелите на ротаријанците ги удира Стојан Андов, кој што многу е добро познат на сите вас. А приказката после, за неколку дена после атентатот, и веројатно свесно се прави сето тоа, откако се уништува македонскиот дух на македонците во тогашната партија ВМРО-ДПМН, одобрија Македонија да биде примена во ОПСЕ. А исто така, ако го отфрлиме и сомневањето од себе, во 1997 година истата ова масонерија му доделува на Глигоров орден Малтишки крст од редот на Свети Јован, кој официјално е под контрола на род Штилови, доделен од папата, но со него реално управуваат језудите. Од овде секој од вас треба да заклучи дали е потребно се македонско обединување, кое што смета на актерите на атентатот, затоа што Македонија им е потребна како лука на цивилизацијата и како творевина на христијанството за создавање на нивната светска влада преку вистината за Александар Македонски, а исто така полека, но сигурно на голема врата се отвори вистината која што поврзана со Исус, со Кочани и со Македонија во целиот свет. Вие треба да одлучите, затоа што одлуката е ваша, македонци мои, и само ваша, дали ќе дозволите и понатаму мотото на нашите нови политичари, кои што се обучувани по принципот дека оној кој сака да владее мора да се користи со лукавство и лицемерие, дали ова мото на нашите нови политичари во новиот светски поредок ќе продолжат да го одржуваат, дали за нив правото е во силата, замаскирани со закон, а зборот право е апстрактен поим. А додека зборот слобода секако дека е испрлен од употреба, само стои на хартија, а никаде немаме македонците слобода. И се тоа што е воспоставено денес и на кој што како македонци треба да се обединиме и да се спротиставиме на нивната лукавост, која што длабоко е подкопана кај политичките лидери. Власт за која било кој и колкави жртви од сопствениот народ се беззначајни, зашто целта ги оправдува средствата кај нив. Не се гледа што е природно и добро за заедницата, туку што е потребно и корисно за елитата. Основниот принцип, не заборавајте, е сила и лицемерие.
насилието мора да биде основен принцип, а лукавството и лицемерието правило на секоја власт која не сака да се предаде пред налетот на агентите на било која нова сила. Тоа зло е единствено средство како да се стигне до целта. Имотот наш на сите македонци. И затоа ќе не подучуваат дека не смееме да се откажеме од подмитување. А замислете, како дојде корупцијата во сето оно што се случува денес? Колку пликови се даваат да се подмитуваат инспектори било кои? Ама тоа са 10 Божи заповести на оние кои што се борат за создавање на една светска влада. И затоа никој не ги чепка нив. Затоа што им е дозволено да даваат пликови. Пошто тие не се откажуваат од подмитување, измами и предавства, ако тоа е во служба на постигнувањето на нивните цели кои за себе си ги поставиле. Ама затоа, тие истите кои што носат пликови, кои што прават измама и предавство, ќе се кријат како најголеми македонци и вас ќе ве прават тоа што се тие. Затоа што во политиката нивна треба да се знае како тоѓето да се земе без устручување, за да така возмустават покорност и власт. И затоа нашите влади беа подчинети на автократскиот принцип на владење, што е вршен врз нив, и самите настојувале да се воведе автократија во државата. Зашто само еден автократ може да изработи така широки и јасни планови и да ги постави во ред, да се што постои има своја улога во механизмот на државното уредување. И на сето ова, народот е слеп, неразборит, без способност за расудување, па робски прислушкува лево и десно и лесно се манипулира денес македонскиот народ. Алчноста и подлоста можат лесно да го заведат народот, чиј дух е површен. Сите одлуки на народната маса зависат од случајно или однапред припремано мнозинство, кое ако е неупатено во политичките тајни донесува безсмислени одлуки. Врз народот македонски се применува секаков облик на терор за да се створи послушност. А јас би рекол, врз Владо Павлов се применува секаков облик на терор за да кај Владо Павлов се створи послушност. И затоа нашите влади, мирно освојајќи ја власта, имаат право да ги заменат стравотиите на војната и да ги замени со неприметно, но усмешни казни, со кои ќе продолжи да се одржува теророт, кој доведува до слепа послушност. И тој терор не е само од интерес, туку и од должност за победа. Неопходно е да се држи до програмата за насилство и лицемерие. Доволно е да се знае дека сме неумосливи и дека нема место за непослушност. Лесноумните власти во Македонија
под влијание на советите од внатрешни и надворешни платени масонски структури и добронамерните совети од видни стручњаци, а јас би рекол Ротштил агенти, преку Ротари и Леонес, донесуваат катастрофално лоши закони за приватизацијата, а потоа дозволија слободно одвивање на криминалните активности. Целта беше врстемилот на парите кои зависат од нив да се создаде нова македонска аристократија, која е исповрзана во тајни друштва или Ротштил клубови, верно ќе им служи на интересите на поробителите кои што се овде и секаде за создавање на една светска влада. Постоењето на новата, со криминал станата аристократија денес не би било толку страшна, доколку директивите кои ги примаат не се против сопствениот македонски народ. Целта нивна и на секоја влада е македонскиот народ да мора да остане без никакви права, затоа што тоа е јасно докажано во нивните протоколи. Народите се со беда приковани за тешка работа, полошо отколку ко беа робови и кметови. Од тоа некако и може ли да се ослободат, со него да се пресметаат, но од ова денес и од ова неволја не можеме да се одбраниме ако немаме се македонско обединување. Затоа што тие успеале во системот да внесат такво уредување и права на народот кои се само фиктивни фактури, фиктивни тендери, фиктивни подмитувања, корупција која што е дозволена. И ако немаме се македонско обединување, верувајте ми само, се тоа ќе ви биде еден добро режиран филм за се оно што се прави против Македонија. Без никаква одговорност од никого. А не ме чуди, и ако продолжиме вака, дека и тоа ќе се одразе без никаква одговорност и за актерите на Пулс. Сите тие денешни така наречени наши права на народот само може да постојат како идеја, а во стварност без се македонско обединување се неостварливи. Затоа што за нив на народот му треба само трошки, како тие му требаат само трошки кои тие му ги фрлаат од нивниот стол, како некаква надокнада за нивните гласачки ливчиња во корис на нивните доверливи луѓе и нивните агенти. Безработицата која е наметната во Македонија директно влијае врз правата на народот. Правата за сиромасите се горка иронија, зашто основната потреба не му дозволува да се служи со нив. А освен тоа, му одзема можност за стална и сигурна работа кај секој од нас. Тоа е веќе степенот дојден денес на дегенерација врз македонскиот народ.
бидејќи успешно е спроведен планот нивен за дегенерација, кој што гласи: наш долгорочен интерес е во трајно гладување и слабење на работниците, зашто на таков начин лесно се починува на нашата волја, а кај својата власт тие нема да најдат таква помош, а нема да имат сила да се спротистават. И се потпуно во право. Ние немаме сила разединети да се спротиставиме на нив. И затоа е неминовно потребно се македонско обединување на сите македонци во целиот свет. Бидејќи во автократското пирамидално уредување кое се воведува, постои парола која што гласи: гладот му го дава на капиталот правото над работниците. Најдобар доказ за успешноста на нивниот план е безработницата и појавата на анемија како резултат на неискоренетост на нашиот народ. И ова демократија е само залажување наше, каде што може јасно да се види иронијата на демократијата, која се спроведува во Македонија од првиот ден до ден денес. Со народни пари се плаќаат политичарите, кои по сугестија на масонеријата се грижат само за сопствените интереси и интересите на илуминатите и нивната цел создавање на една светска влада преку Македонија. А на тоа треба да му претходи уништувањето на лулката на цивилизацијата и на лулката на христијанството на целата земја. Какво изигрување на демократијата? Затоа и сите тие структури, тајни друштва кои што се како печурки никнати во Македонија од дроштиловите клубови, а најмногу ротарци и слични како нив, се кријат зад поимот на демократија и хуманитарни дела, како божем работат за народот, а во суштина го порубуваат и градат автократско централистичка пирамидална структура на управување. И затоа тие по секоја цена настојуваат и на секое поле да го разединат народот кој не е под директивна контрола. Се со една цел да не се појави некој кој можел да ги организира. Ако сме ние тие кои што се бориме против ни и против нивната цел кој што го разединија македонскиот народ, и ако сме ние тие кои што се бориме за се македонско обединување на сите македонци во целиот свет, повеќе од јасно ви е дека треба да знаете дека ќе бидете ставени на ковална и кој што ќе работи против нивните интереси, тие ќе прават се против него. Затоа Бог во ова време на крајот ги пушти најсилните, најспособните и најхуманите македонци кои што ги се борат за се македонско обединување, кое што е против паролата нивна на овие уништувачи на животот на земјата, а се кријат како најголеми добротвори. Уште еднаш да знаете зошто им сметаме. Затоа што тие настојуваат по секоја цена и на секое поле да ги разединуваат, да го разединуваат народот кој не е под директивна контрола, а се со цел да не се појавиме ние кои би можеле да ги организираме македонците во целиот свет. И во самите протоколи нивни се наведува дека луѓето се немокни, бидејќи се разединети со нашата, бидејќи се разединети преку нивната вештина, со што јасно се посочува причинителот на раздорот меѓу народот. Поделбата се прави на припадници на СДСМ и на ВМРО-ДПМН, на христијани и муслимани, на пушачи и непушачи, на патриоти и предавници,
на вакцинирани и невакцинирани, на антички и словени, и што ли уште не. Синдикатот како организација која треба да ги штити правата на работниците е намерно расцепкан и ставен под контрола на владата, за да нема никаква организирана активност против овие кои што работат на уништување на македонскиот дух. И завршувам со медиумите кои што се првата алатка нивна. И затоа треба трето правило на универзумот со медиумите. И само така ќе се спасиме и ќе се обединиме. Бидејќи најголемата помош за водење на војна на терор, за сеење на страх, недоверба и конфузија меѓу народот, тие ја реализираат преку печатот, радиото, телевизијата и другите средства, зашто тие се во собственост нивна и така дезориентирани и безидејни, сите ние македонци стануваме лесно сугестибилни, па истите овие преку нашата влада ги остваруваат своите планирани цели кои им се наложени. Незалудно голем дел е посветен токму на улогата на печатот, медиумите за реализација на новиот поредок. Доколку членовите на се македонското обединување со дух, ум и фанатизам за Македонија се борат против овие странски, надворешни и внатрешни непријатели, ние треба најхитно со трето правило на универзумот да ги тргнеме сите оние медиуми кои што им служат за создавање на светскиот поредок на ова една светска влада во кој што би дошол Антихрист како големиот деспот и крал над кралевите. И не треба да наведувам дека звучните новинарски имења се приклучиле кон нив со идејата за автократско пирамидално управување. Па многу мина од нив се вклучени во тајните друштва или во робшти од клубовите. Се предпоставува дека многу мина од нив ја доведува состојбата до ова што дојде денес. Да не заборавиме кои учествуваат, да не го заборавиме и Латас кој што најверојатно е во повисоките редови. Па по таа линија е бил секогаш близок со власта и со премиерот. По наивните, а квалитетни новинари, кои самите не се во масонеријата, не се во контакт со масоните, го трпат нивното влијание. Затоа што масоните вешто ги манипулираат, па кога е потребно, вешто се усмерува нивното перо или збор во саканиот правец за да се наметне став или да се створи конфузија. Застрашувањето на слободните новинари, нивната деградација од страна на медиумите кои припаѓаат на масонеријата, јасно укажуваат на желбата за целосна доминација во медиумите пред реализација на глобалниот план. А таа реализација започна од ембаргото кој што ни го даде Грција, влегувањето во Сорос во Македонија и создавањето на овај лажен атентат од кој што дојдовме до разединување денес. Како ние денес ќе се обединиме во едно големо семакедонско обединување? Само со игнор и трето правило на универзумот на сите телевизиски куки, на сите нивни портали, каде што манипулираат и имаат за цел создавање на една светска влада. А вие сте сведоци дека 30 години
барем и пред избори и после избори едни исти аналитичари ги гледате. Ако погледнете структурата на Сорос, ќе видите колкумина новинари има во Сорос. Од почетокот до ден денес. Одлуката е ваша. Ова е еден начин да го представиме, да ја представиме целта со овој атентат и да докажеме конечно без страх дека атентатот е врз нас македонците, да не разединат, да не уништат, да не поробат и да ни направат Македонија без македонци, а со тоа имаме атентат и врз нашите браќа македонци во Бугарија, во Грција и секаде каде што има македонец. Во овие денови на крајот, одлуката е наша, дали ќе сватиме еднаш и дали ќе го почитуваме Божјото, затоа што Божјото е одлучило Македонија ќе опстои Македонија. Затоа и како поклоник на вистината и поклоник на откровенијата, јасно стои дека Армагедон ќе биде во Македонија. Јас не знам некоја друга земја која што се вика Магедон. Како што не условуваат мигдонци, магедонци и не знам како ли не арапските семити кои што се газди на Брисел, на новиот Вавилон, а срцените се оние кои што им ја поклонија територијата на Грција со крстоносните војни. Да сте ми живи и здрави, дали ќе правите игнор и ќе се приклучите на се македонското обединување на сите македонци во целиот свет, без корупција, без масонерија, без рочтил клубови и нивни потршковски како ротарци и не знам кој ли не, е одлуката ваша. Јас знам каде припаѓам и ќе продолжам најсилно со се македонско обединување затоа што Бог сака така. Со дух, ум и фанатизам за Македонија одлучете сами, а ова се работи за вашите деца и за вашите идни поколенија, за да не ни горат како хероите кои што изгореа во Пулс, многу други дечиња, нека ова биде порака да направиме стоп на молохот, на бикот, бакарен и на се оно што планираат со сите оние кои што ќе им застанат на патот и кои што ќе се борат против нив со докази, аргументи и факти за рибата, а не за крстот како што велат тие, за сето она што значи почеток на христијанството, за сето она што значи лулка на целата цивилизација, која што воопшто не им одговара на ним и затоа не случајно со декрет е донесено уништувањето на Владо Павлов и затоа не случајно од депото на Увара Дувлочани, не можам да кажам уште Кочани, е украдена и однесен најсилниот доказ по кој што се води масонеријата на целиот свет, а тоа е цвеќето на животот Еден, како што велат тие, или символот на Еденската градина или рајската градина од Библијата, или и би светлина е во денешна Македонија. Да сте ми живи и здрави и дајте дегенерацијата на македонскиот народ да ја одгонетнеме, да ја оттргнеме и дајте таа нивна дегенерација во кој што успешно ја спроведува за дегенерација на сопствениот народ, да немаме она што тие го правија на долгорочен план, каде што нивниот долгорочен интерес е во трајно гладување и слабење на работниците, зашто на таков начин лесно се починува на секого волјата, а кај секого својата власт тие нема да ја најдат таму на помош и нема да имат цела да се спротистават. Затоа треба да почнеме од почеток, од рестарт, од влашката приватизација, од членот 49 кој што е испрлен на 2 дена после овој самонарачен атентат
од рамковниот договор, од преспанскиот договор и оно што ни го спремат со бугарскиот договор. Од се македонско обединување секој се плаши. И така ќе направиме една светла иднина на идните поколенија наши, каде што нема да царува дрогата, проституцијата, оружјето, а ќе царува мирот, љубовта и хармонијата помеѓу нашите деца. Да живее Македонија, лука на цивилизацијата, прапочетокот на постоењето и почетокот на христијанското Исусово.